На пророкот од пустината сето ова му се чинило како тајна која надминува неговата моќ на сваќање. Тајна, не може да ја свати. Дали е стварно он Месија? Ако е Месија, зошто едноставно ништо не превзема, а јас овде да скапувам во овој темен, мрачен затвор? Имало мигови кога неговиот дух го мачеле шепотење на лошите духови, а над него се надвивала сенка на страшната бојазливост. И сега прашање кое сакам да си го поставиме: зошто Бог дозволил Јован Крстител да помине низ такво искуство? Тој кој што навистина бил верен на Бога. Јас едноставно би рекол, поради мене и тебе. Исус не посредувал да го избави својот слуга. Знаел дека Јован ќе ја издржи пробата. Тоа е една од причините. Знаел дека ќе ја издржи пробата, но тоа не е се. Спасителот радо би дошол кај Јован со своето присуство да го осветли мракот на затворот. Меѓутоа немал намера да го стави во опасност, да ја стави во опасност сопствената мисија. Тоа е втората причина, но има и уште. Радо би го ослободил својот верен слуга, но заради илјадници, а ради мене и тебе, брате и сестро, заради илјадници што во идните години ќе мора да појдат во затвор, во смрт, Јован морал да испие чашата на маченичката смрт. Кога Христовите следбеници ќе умираат во самица или ќе гнијат од мачеви, од справи за мачење, од ломачи, привремено напуштени од Бога. Пазите, привремено, само тебе се чини, ама тоа е само привремено. Привремено напуштени од Бога и оставени од луѓето. Како потпора на нивните срца ќе биде помислата дека Јован Крстителот, за чија верност посведочил и сам Исус, поминал низ лично искуство.